Почитувани браќа и сестри, го повикувам човекот кој има значаен и долгогодишен придонес во креирањето на политиката на ВМРО-ДПМН која е препознаена и прифатена од граѓаните. Го повикувам на сцена господинот Зоран Коњановски, заменик министер за земјоделство, шумарство и водоскопство. Добар ден, новаци! Добар ден, победничко новаци! Добар ден за ВМРО-ДПМН и за коалиционите партнери на најголемата коалиција во Република Македонија. Добар ден за советниците и советничката листа на нашата коалиција. Добар ден за актуелниот и идниот градоначалник на општина Новаци Лазар Котевски. Драги пријатели, дозволете на почетокот од моето обраќање да ви упатам срдечни поздрави од председателот на владата на Република Македонија и председател на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Почитувани пријатели, уште од првиот ден на доаѓањето на власт на ВМРО-ДПМН, целта ни беше да покажеме дека може во Македонија да има и поинакви политичари, со образ, со збор, политичари кои сакат да остварат и остават зад нив дела, а не само празни ветувања. И јас сум среќен и горд, затоа што тоа јавно го покажавме. И затоа граѓаните од општина Новац, од Битола, од Скопје и од цела Македонија, затоа го поддржуваат ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери и затоа ќе освоиме овој пат уште една, уште поголема победа. Зад нас во изминатиот период можеме да видиме сработени проект, направени дела. Можевме да видиме програми кои заедно со вас, заедно со владата, заедно со градоначалниците, ве повикувам на 24 март да излеземе и масовно да гласаме. Јас знам дека тука резултатот ќе биде многу на малце, ќе биде познат уште во 10 савајле, кога сите жители на Новац ќе излезат и масовно ќе гласат за нашиот градоначалник Лазар Котевски, масовно ќе гласат за нашата советничка листа, затоа што тука можат да видат и да препознаат луѓе кои знаат да прават, да градат, да го сакат сопствениот народ и да остават зад нив дела. Да живее Новаци, да живее Република Македонија, да сте здрави и живи. Драги пријатели, за дела е потребен тим на способни, честни и принципиелни луѓе. Ние имаме таков тим, тим за победи и успеси, луѓе кои ќе го предводат развојот и напредокот. Ги повикувам да ни се придружат на сцената луѓето кои ќе бидат дел од успехот, дел од победата на овие локални избори. Ги повикувам кандидатите за советници на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија за општина Новаци. Господјата Јулијана Христовска-Кулевска. Господин Стефче Атанасовски. Господин Боце Ивановски. Госпогица Катерина Лозановска. Господин Васко Секуловски. Господин Тони Стојчевски. Госпогица Маријана Филиповска.
Новаци. Почитувани министри, владени представници, почитувани пратеници, почитувани присутни. Најнапред, како председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Општина Новаци, сакам да ви се заблагодарам за вашата присутност и да ја поздравам вашата бројност. Овие граѓани кои ги гледам се потврда дека на 24 март нашата партија ВМРО ДПМН ќе извојува уште една голема победа за Република Македонија, победа за Општина Новаци. Почитувам, како носител на советничката листа на ВМРО ДПМН во Општина Новаци, сакам да ве подсетам дека во изминатите 4 години јас, како прв човек на Советот на Општина Новаци, заедно со градоначалникот Лазар Котевски, реализиравме големи дела и проекти од областта на инфраструктурата, водоводните и канализационите системи, спортот, образованието, културата, социјалната и здравствена заштита за доброто на жителите на оваа општина. Ова не се само празни зборови, затоа што изграденото, направеното може да се види допри, да го почувствуваат сите жители на општина Новаци, секојдневно го чувствуваат и придобивките за стореното и за поквалитетни услови за живот од порано. Листата на советниците на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија за општина Новаци ја сочинуваат пред се лица кои уживаат углед помеѓу нас, лица кои се од повеќе населени места во општината и од различни професии. Ние, како кандидати за советници, предложени од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, за општина Новаци целосно стоиме за програмата на кандидатот, за проектите на градоначалникот на ВМРО ДПМН господин Лазар Котевски, бидејќи во програмата има конкретни проекти со свој рок на реализација. Проекти кои се за доброто на нашите сожители, проекти кои се идеи од вас граѓаните, проекти кои се пред се за уште побава општина за која ние сите ќе се гордееме. Јас верувам дека жителите на општина Новаци знаат да препознат кој работи за нивното добро, за обезбедување, за подобри услови и поквалитетни услови за живот, за нови работни места. Верувам дека сите овие карактеристики ги препознавате во политичката опција предводена од Никола Груевски, партијата која сигурно победува на 24 март, тоа е ВМРО ДПМН. Верувам дека на денот на изборите, на 24 март, ќе го заокружите бројот позади кои стојат луѓето кои не даваат празни ветувања, луѓето за кои зборуваат делата, а тоа се луѓето на ВМРО ДПМН. Затоа, на денот на изборите, да покажеме уште еднаш дека можеме да извојуваме уште една голема победа, победа за сегашниот, но и идниот градоначалник на општина Новаци Лазар Котевски, но и победа за советничката листа на ВМРО ДПМН. Го повикувам на сцената да ни се придружи човекот кој ќе ја менува сликата на оваа општина. Човекот кој знае дека треба да се создава и да се гради. Човекот кој ја донесе прерокбата во овие краишта од нашата татковина. Кандидатот за градоначалник на општина Новаци, господинот Лазар Котевски. Почитуван заменик министер за земеделие, водостопанство и шумарство, господине Зоран Пањановски. Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, господја Лиљана Кузмановска и господин доктор Михајло Джолонга. Драги мои сопартици, пријатели и жители на општина Новаци. Да се биде градоначалник на општина Новаци е голем предизвик, но и големо задоволство.
Ова функција е голема привилегија, но истовремено и голема обврска. Но јас сум горд на моите дела и моите проекти направени во изминатите 8 години каде што се наоѓам на чело на општина Новаци. Гордо можам да излезам на улица и гордо можам секој од моите сожители да го погледам во очи, затоа што моите зборови и ветувања не се празни. Моите дела говорат за мене. Моите дела ја мерат мојата успешност, визија и искрена посветеност. Моите дела стојат позади мене. Сите 25 километри асфалтирани улици, 30 километри асфалтирани патишта, 5 изградени модерни ракометни асфалтирани игралишта, 8 детски забавни паркови со реквизити, партнери уредувања, реновираните училишта, изградба на новото училиште, осветлување, ново поставени тротоари, чистите канали, изградени брани, мостови, ова репрезентативна и модерна нова општинска зграда. Народот повеќе не им верува на политичарите кои се јаки на убави и сладкоречиви зборови. Народот сака да види